Добар ден, кратки најави за денес. Стружани ќе добијат пониски сметки за вода. Следната недела ќе започне реконструкцијата на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Со нов анекс на договорот и дополнителни 186 милиони евра ќе се довршува автопатот Кичево-Охрид. Доделени наградите на најдобрите спортисти и клубови во Охрид. Охридските Брейн генијалци меѓу најдобрите во светот. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и со дневна температура до 12 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер со променлив правец. Утринската температура од -1, а максималната дневна до 12 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -4 до максимални 16 степени. Под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време, а дневната температура ќе биде во пораст. До средината на следната седмица ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а по одредени котлини ќе има и појава на магла. Повеќе од половина месец стружани немаат безбедна вода за пиење. Загадувањето се поврзува со ископи во близина на извориштето Шум, кое со години не било ниту заштитено, ниту оградено. Општината најавува рестрикции и намалување на сметките на граѓаните. Повеќе од половина месец стружани немаат питка вода. Анализите се уште покажуваат зголемена матност, таа не ги исполнува безбедносните стандарди. Досегашната истрага загадувањето го поврзува со ископи во близина на извориштето Шум. Градоначалникот Велике бара одговорност. Локалитетот околу извориштето не бил заштитен, ниту ограден, а со години се вршеле ископи. Нема таму со закон забран ова зона која е заштитена. Имаме побарано од владата да се донесе одлука да се заштити таа зона. Треба физичко да се огради, што не е оградено до сега за жал. Значи, и е побарано од владата сега да ни дадат одобрение да се користи водата. За долгорочно решавање на проблемот со водоснабдувањето во Струга ќе биде потребно да се изработи целосна студија за санација на извориштето во Шум. Струга градот на две води до конечната санација на проблемот ќе се соочи со рестрикции за вода и во иднина. Општината најавува намалување на сметките за вода. Сигурно ќе има рестрикции, ќе имаме фази каде што ќе се користи чиста вода. Мада знаеме дека во Струга 80-90% одавно не користат вода од извори. За жал, поради што знае дека состојбата каква е. Загадувањето на водата во Струга е под лупа и на обвинителството. Две фирми од Велешта добија забрана за работа. Следната недела започнува реконструкцијата на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Ова ќе биде прва реконструкција од неговата изградба. Вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски вели дека изминатата година и половина се одвивал тежок процес за легализација на аеродромот. Почнуваме следна недела целосна реконструкција на Охридскиот аеродром. Прва реконструкција од тој тип од неговото градење. Иначе доскоро беше незапишан, нелегален народски кажано. Го имавме пред нас, но на хартија го немаше, успеавме да го легализираме, да го запишеме аеродромот, што е срамота генерално за државата, да еден од двата аеродроми воопшто го немаше на хартија. Тоа беше тежок процес, затоа што треба да впишете цела аеродром и цела инфраструктура.
но се заврши таа работа, така што одиме се на реконструкција на Охридскиот аеродром, што ќе донесе многу повеќе летови и повеќе патници таму и очекувам туристичкиот дел да се насочи таму, а бизнис делот да доаѓа во Скопје. Со нов анекс договор вреден 186 милиони евра ќе се довршува автопатот Кичево-Охрид. Со нов анекс на договорот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, што ќе го подпишат јавното предпријатие за државни патишта и изведувачот кинески Синохидро, треба да се овозможи довршување на градежните работи на автопатот во изградба, при што се предвидуваат дополнителни 186 милиони евра. Ревидираниот краен рок за завршување е 31 мај 2027 година, со што се обезбедуваат уште 151 ден за добивање употребна дозвола за автопатот, објави А1. Дополнителните финансии се за стабилизација на свлечиштата со изградба на 14 галерии, поставување еластична одбојна ограда, контролен центар за тунел пресека и изградба на паралелни пристапни патишта што не биле предвидени за поврзување на населените места. Тоа се пристапните патишта од село Арбиново до село Издеглавје, од село Издеглавје до Новосело, од Новосело до Ботун, од Мешеишта до Требеништа, од Требеништа до Подмолје и до Охрид. И останата проектна документација за поврзување на локални патишта со паралелни пристапни патишта. Со дополнувањата на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид, што ги изгласа синоќа собранието, се предвидува да се склучи анекс број 8 за автопатот во должина од 57 километри, што се гради од 2014 година, а од кои досега се пуштени 40 на километри. По 11 години изградба на автопатот, на 13 јули лани беа пуштени првите 20 километри на потегот од Врбјани до Ботун, а на 7 септември уште една делница Климештани-Охрид во должина од 17 километри. За изградбата заклучно со крајот на минатата година реализирани се 557 милиони 985 илјади евра или 93,3% од предвиденото. Доделени наградите на најдобрите и најуспешните спортисти и спортски клубови од Охрид на манифестацијата Спортист на годината, што синоќа се одржа во големата општинска сала. Државниот првак во таеквондо Владимир Димитриевич е спортист на годината за 2025-та. Наградата му ја врачи градоначалникот Кирил Пецаков, посакувајќи да му се множат спортски успеси и немој на останатите 16 добитници на награди на манифестацијата Спортист на годината, што синоќа се одржа во големата општинска сала. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Пецаков посочи дека во Охрид се крие голем спортски потенцијал. Охриѓани се одлични и вредни спортисти и наши најдобри амбасадори во светот. Како одговор на локална власт во рамки на можностите, максимално се вложуваме и како никогаш досега субвенционираме и поддржуваме спортисти, спортски настани и случувања. Се што се може, а е во наша надлежност за спортот и спортските активности реализираме, меѓу новините и до едукација на спортски тренери. Само за годинава од општинскиот буџет за спорт и рекреација се предвидени 73 милиони 490 илјади денари, рече Пецаков. Охридската спортска легенда Здравко Тупаре доби награда за посебни заслуги во спортот. Огромен е неговиот придонес за развој и напредок на водните спортови пред се веслањето. Во групата на најдобри се вброја и охридските спортски надежи во индивидуален спорт Христијан Шибаковски, таеквондо и Теадонева борење. Спортските надежи во колективен спорт Давор Танески фудбал и Илија Трајчевски ракомет. Тренер на годината е Саша Поповски таеквондо. Најдобри спортисти од Охрид кои настапувале по клубови надвор од територијата на општина Охрид се Марија Дуновска ракомет и Девран Куртис пливање. Спортска екипа на годината е градскиот ракометен клуб Охрид. Спортист со најдобар остварен резултат во водените спортови пливање е Анастасија Цветановска. Спортист кој не е од Охрид, а настапува во екипа од Охрид е ракометарот Тилен Стрмљан. Свој јубилеј од постоењето прославуваат и меѓународната и линденска кајак кану регата Охрид, Кајак кану клуб Стрмец Охрид, турнир во мал фудбал Велгошти, Сдружение Велгошка гордост и клуб за подводни дејности Охрид. Меѓу наградените беа и представниците од Сдруженијето на пензионери на општините Охрид и Дебрца.
Во конкуренција над 20.000 деца од целиот свет, 20 деца од Охридскиот Brain Brain центар покажаа дека се на самиот врв по ментална аритметика. На 16-тиот интернационален онлайн Brain Brain Abacus надпревар освоја 3 трофеи, 9 златни и 8 сребрени медали. Охридските Brain гениалци уште еднаш покажаа дека се меѓу најдобрите во светот. На 16-тиот интернационален онлайн Brain Abacus надпревар освоија 3 трофеи, 9 златни и 8 сребрени медали. Денеска во просториите на Црвен крст Охрид на учениците од Brain програмата им беа доделени освоените трофеи, медали и сертификати. На 24 јануари ова 2026 година се одржа 16-тиот интернационален надпревар, но онлайн. Вкупно зедела учество 23.912 ученици од целиот свет или поточно од 79 земји во светот. Нашиот Brain Црвен крст центар од Охрид зеде учество со 20 ученици, од кои освоивме 3 трофеи, 9 златни медали и 8 сребрени медали. Вкупно се надпреварувавме во 10 Brain категории. Сите учесници на надпреварот од Охридскиот Brain центар освоија награда и беа среќни и задоволни со постигнатиот успех. Јас сум Натана Тодоровски. И јас сум Мила Петкоска. И ова мене ми е втори пехар и секен сум дека освоив пехар. И мене ми е овај втор пехар и срекна сум многу што добив пехар. Јас доаѓам од Ресен. Се викам Милијана, се прозивам Петроповска. Лесно ми беше на надпреварот. Освоив златна медалја. Николко Сточиновски и освоив златен медал. Јас се викам Никола Спасевски, освоив златен медал. Јас се викам Никита Перовска. Се решив 7 задачи, освоив сребрен медал. Јас се викам Наум Балевски, освоив сребрен медал и од цел свет децата кои сака нека се запише. Јас се викам Кирил Велјановски, освоив златен медал, решив 18 задачи, задоволен сум што го освоив медалот. Јас се викам Иво Здравевски, освоив златен медал, решив 29 задачи и многу сум задоволен. Сум Матеј Ристевски, напишав 26 задачи и многу сум задоволен од златниот медал. Јас сум Хрисан, ова ми е 6 или 7 надпревар и многу сум среќен затоа што го освоив пехарот. И ново запишаните деца веќе започнаа со часови. Одзивот и интересот бил голем, посебно од возрастната категорија 5 и 5,5 години, вели координаторот и инструктор во програмата Валентина Кузмановска. Формиравме 2 групи со оптимален број на деца, 13-14 деца во група и сме презадоволни од интересот. Но, повторно ќе кажам, најголем презентер на нашата програма се задоволните родители, чии што деца веќе ја посетуваат или ја завршиле програмата и нивните втори или трети деца веќе се дел од нашиот центар. Или само за едно подсетување, Brain програмата е програма за развој на животни вештини, како меморија, концентрација, визуализација, имагинација, креативни способности, на многу високо ниво се подигнува самодовербата кај децата и со завршување на програмата стануваат лидери на сопствениот живот со точно јасни цели кон каде ќе чекорат понатаму во животот. 14 години ја следеле и успешно ја завршиле оваа програма, која им овозможува развој и целосно и ефикасно искористување на мозочниот капацитет. Нова акција за собирање текстилен отпад. Граѓаните во текот на утрешниот ден ќе може да ја остават старата облека во специјалните контејнери за таа намена.
Контењери за текстил на Тексомак се поставени на неколку локации. Задниот двор на Охрид Мол, дворовите на гимназијата, Средното економско училиште Кирил и Методи и ОМУЦ Свети Наум Охридски, како и во дворовите на основните училишта Григор Прличев, Свети Наум Охридски во Пештани и Ванчо Николевски во Лескоец. Одлагањето во дворовите на основните и средните училишта ќе биде возможно во рамките на работното време. Од јавното предпријатие Охридски комуналец напоменуваат да не се одлагаат стари обувки, чанти и слично. Вакви собирни акции ќе има секој последен петок во месецот. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен ден.